Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Еве вака годинава започна 27-то поред издание на Макфест. Од 26 до 28 октомври се одржа најстариот музички фестивал во земјава Макфест, тридневно дружење на сцената, за сцената и понокните локали во Штип со звездите од македонската музичка естрада. Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Фестивалот и годинава составен од две полуфинални и една финална вечер. По секое одржување на фестивалот, организаторот одржуваше пресконференција на која ги соопштуваше резултатите од претходната фестивалска вечер и информираше за новините на фестивалот. На пресконференцијата присуствуваа радио и ТВ екипи, меѓу кои и екипа на телевизија Протел. Фестивалот Макфест годинава под слоганот "Почувствувај го ритамот", честа да ја отвори финалната вечер, ја имаше Викторија Лоба. Преголема чест за мене да го отворам овогодишниот Макфест со неговата химна "Почувствувај го ритамот". Секоја година ќе има различна химна и ќе се менуваат секако мои колеги кои што ќе го отварат Макфест оваа година. Еве ја за прв пат сум јас и многу сум благодарна. Како дојде до идеја еве ти токму да го отвориш 27-то поред издание на фестивалот? Па не знам, почувствував го ритамот песна која што беше смислена и размислувале кого да викнат. Некако јас сум се нашла најмногу во тој стил, затоа што е хаус, електронски, поп, денс, така уфаќа повеќе правци кои што јас ги пеам и така да ме викнаа мене. Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Новости кои што ги воведе оваа година фестивалот е преслушување на рефрените на радиостаниците и телевизиите ширум земјава. Изведувачите од другите земји за прв пат досега пееа на својот мајчин јазик. Со ова се потврдува дека фестивалот на некој начин посакува да стане интернационален фестивал. Дали тоа ќе се случи, останува да видиме. За прв пат оваа година финалето на Макфест се одржа во недела, што не беше случај досега. Со што, според уметничкиот директор на фестивалот, ТВ преносот од најважната вечер од фестивалот беше гледана неколку пати повеќе за разлика од минатите изданија. За дел од новините на фестивалот зборува пиар лицето на Макфест Марина Стојановска. Мислам дека новината на овогодишниот Макфест е тоа што имаме официјална песна на фестивалот за прв пат, која што секоја година, се додека сме ние организатори, ќе изведува различен популарен изведувач кој што не е во надпреварувачкиот дел. Оваа година ја изведува Викторија Лоба, а песната се вика "Почувствувај го ритамот". За наредната година, доколку повторно ние го организираме фестивалот, ќе биде друга песна. И гледам изменима околу директниот пренос. Повторно се врати македонската радио телевизија да го врши директниот пренос, за разлика од претходните неколку години, тоа го правеше Канал 5 телевизија. Зошто е тоа така? Па, таква е одлуката на организаторите на фестивалот и на општина Штип да се врати фестивалот на македонска телевизија, која што оваа година прославува 25 години постоење. Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Веќе 12 години поред водителската палка на фестивалот припаѓа во рацете на Вера Јанковиќ. Значи, креваме дим во овој момент со почетокот на 27-то финално издание.
Младата Сара Марковска, која беше прогласена за најдобар дебитант на овогодишното издание на Макфест, триумфираше на фестивалот. Публиката во Домот на културата Ацо Шопов во Штип со најголем број на гласови и ја донесе победата на Сара за изведбата на композицијата. После него, авторско дело на тандемот Лазар и Магдалина Цветковски. Од овој Макфест ти тргна право место за дебитанти и прва награда вечера на финалната вечер. Како се чувствуваш во моментот после овие врвни признани од Макфест? Ви благодарам многу, одлично се чувствувам, возбудено, навистина сум среќна што еве денеска добив и прво место за дебитанти и прво место воопшто на целиот фестивал од публика. Вистина голема чест и задоволство и среќна сум што сум тука. Кој е тимот кој што застана зад сета ова реализација на ова музичка номера? Голем поздрав до Лазар Цветковски и Магдалина Цветковска за прекрасната композиција. Голем поздрав и до кореографите и танчерите Јана Андреевич и Иван Ангелковски. Мислам дека заедно направивме еден комплетен сценски настап. Што ќе се случува понатаму после ова прва награда? Дали ќе може да очекуваме виднина и спот за истава песна? Да. Значи, јас планирам да снимам спот за истава песна, понатаму нови песни и се надевам дека од овој момент понатаму кариерата ќе ми тргне уште подобро. Што за тебе значи ова освоено прво место? Ја знам, значи се уште не сум ни свесна, не очекував реално прво место од публиката, фалим на сите што гласа, на Штип, прекрасни се. Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Второто место од жири комисијата го доби Тамара Тодевска, која беше второпласирана од публиката, а за инзворедната изведба на темата Готово е од Роберт Бибилов со текст на Игор Џамбазов ја доби наградата за најдобра интерпретација, Тоше Проевски. Третопласираната од публиката во салата беше Биба Додева за Сети се штом заварне. Мене ми е драго што публиката ја препозна дури и младите, значи од најмладите што се од 7 до 77 ја препозна убавата песна. Штипската публика е позната по тоа дека знае да ги препознае добрите убави балади. Повторно сум со балада, гледам дека одлично поминува, гласовите се битни, мислам за тоа и нели е самиот надпревар, меѓутоа уште побитно ми е реакцијата кај публиката. Макфест 2012. Почувствувај го ритамот. Од жирито, дуетот на Александар Белов и Милица Мајсторовик, Пази ме ти, гостинката од Србија, Сонја Кочи, која изведе Мојот сон на македонски јазик, го доби второто место од жири комисијата. За најуспешна песна помеѓу двата фестивали беше прогласена Јас сум тој од Дарко Илиевски и Никола Пауновик, а наградата за најдобар текст отиде во рацете на Огне Неделковски за стиховите кои Иван Раденов ги испеа, Кога си одиш. Зоран Алексик зема награда за најдобар аранжман за Не ме заслужуваш на Викторија, а Христијан Тодоровски Кико и балетското студио Бах од Струга ја добија наградата за најдобар сценски настап. Зашто барам јас, зашто имаш ти, окушни се ми дај од својим дни, да видиш мојот вид, да одиме до крај на граници. Се што сакам да направам, значи можам да го постигнам во зависност од тоа колку јас се трудам или не, а вечерва одиме до максимумот, значи е финале, мораме да дајме се од себе, мене не ми е битна наградата, ми е битно тоа што се случува после песната, така да може самата публика да забележи што е каква е ситуацијата на нашиот терен тука, а е многу жешко. Те забележувам постојано на Макфест последните неколку години и те забележувам на голем број манифестации кои што се одржуваат во Штип, постојано си во Штип. Што значи тоа? Дали имаш некоја љубов овде или го сакаш Штип? Тоа значи дека Штипјани многу добро ме прифатија и Штипјанки. Штип е еден од поубавите градови во Македонија, сега кажувам дека најдобрата публика малтене е тука во Штип. И последно, значи, су бев на Пастрамелјата, 2 години со РТВ Макфест тука во Штип. Така да мислам дека Штип одлично ми има префатено и јас секогаш сум почестен кога и да ме викнат дали на настап, дали на било каква манифестација или избеднување во Штип. Макфест 2012.
Почувствувај го ритмот. Во ревијалниот дел на манифестацијата со своите најголеми хитови настапија Кики Лесендрик и групата Пилоти. Што она што вечерва ќе ја запали овде штипската публика на Макфест? Па оно што сум свирал и Свиревме пред неколку години овде, сега сме повторно тука, тогаш ги свиревме како птица на Монблану и вечерва ќе отсвиреме нешто такво. Старата публика ги знае повеќе, ние меѓувреме и снимивме неколку нови песни кои според мене навистина се добри. Колку време ќе трае вечершниот настап овде во Штип на Макфест? Околу пола сата. 30 минути. Ние ќе настапиме додека се бројат гласовите од публиката во салата. Што работите во моментот, освен нели тоа што вечерва настапувате во ревијалниот дел? Дали подготвувате некои нови албуми, нови песни? Па, ми смо нови албум објавили у априлу месецу. Ние новиот албум го објавивме во април месец. Планираме во Македонија да направиме една промоција некаде во текот на зимниот период. Кој оценувате македонската публика? Многу ја сакаме публиката во Македонија, многу темпераментни луѓе. Макфест 2012. Почувствувај го ритмот. Целокупното дружење на Макфест во текот на трите фестивалски вечери е навистина одлично. Додека трае самата фестивалска вечер, зад сцената се случуваат многу интересни моменти. Еве што е она што го регистрира нашата камера зад сцената. Макфест 2012. Почувствувај го ритмот. По завршување на фестивалот, сите учесници заедно со акредитираните новинари имаа заедничка вечер на која покрај добрата забава беше и послужена родеденската торта на 27-то поред издание на Макфест. Макфест 2012. Почувствувај го ритмот.